Проблематично време, така косовскиот премиер ја нарекува ситуацијата меѓу Белград и Приштина и тензиите во последниот период, кои не само што не се смируваат, туку и се заоструваат. Албин Курти, зборувајќи на Преспа форумот што годинава се одржува во Струга, повтори дека е подготвен да се оди на предвремени локални избори на северот на Косово. Но за тоа да се случи, како што вели, треба да се исполнат неколку услови, како нормализирање на состојбата, враќање на мирот и владење на правото. I'm not going to surrender Democratic Republic to fascist militia. Нема да предадам Демократска република на фашистички милиции, на насилни националисти, на криминални банди. Нема да подклекнеме соочувајќи се со овие криминалци за кои утврдивме дека стрелаа врз НАТО војници, врз косовски полицајци и врз новинари. Тие треба да се соочат со правдата. Не ги изедначувам насилните протести на северот со српската заедница. Имам министер од српската заедница во мојата влада. Сакам србите да ги имаат сите права. Ќе ги слушнам нивните барања, но нема да го компензирам официјален Белград за загубите нанесени на Србија поради геноцидниот режим на Милошевиќ. Тоа е сосема друга работа. Курти уверува дека тој е кооперативниот во приказната, иако и Вашингтон и Брисел неговите одлуки ги оценија како избрзани, како чекори кои не придонесуваат за враќање на мирот и стабилноста. Косовскиот премиер вината ја вперува кон Белград, вклучувајќи го и последниот инцидент во кој српски безбедносни сили уапсија тројца косовски полицајци, тврдејќи дека влегле на територијата на Србија. 2 days ago, 3 policemen have been abducted. Пред 2 дена 3 полицајци беа грабнати од страна на специјалните војни и полициски единици на Србија. Додека зборуваме, тие се соочуваат со српски судови. Наводно, обвинител го повлекол обвинението против нив за тероризам и тие сега се теретат за незаконско поседување оружје. Тие беа грабнати 1 километар на територијата на Косово. Беа во акција да спречат шверц на роба. Сите поранешни југословенски републики прогласија независност и тоа беше независност од Белград. Сега ни треба Србија да прогласи независност од Косово, од Северна Македонија, од Хрватска, од Словенија, од Црна Гора. Зашто Србија де јуре ја признава нивната независност, но тоа не го прави де факто. Сега сме во проблематично време. На критиките на западните сојузници дека во последниот период имаат проблем со него, одговорот на Курти е дека тој верува во трансатлантското партнерство и во Европската унија како најважен мировен проект и дека неговата намера е да ги одбрани европските вредности. Ставот и на Вашингтон и на Брисел е јасен, дека диалогот што го води Европската унија е единствениот пат напред, дека двете страни треба да се придржуваат до договореното и да го имплементираат својот дел од врските за нормализирање на односите. За Гласот на Америка, Владимир Мирчевски.